Вечерва, извршниот и Централниот комитет на партијата ги разгледуваа начините на кои ВМРО ДПМН треба најефикасно во наредниот период да се спротистави на оваа криминална и неспособна влада. При тоа, донесовме одлука, учествувајќи во работата на собранието, жестоко да се бориме за секој предлог кој е во корист на граѓаните и да се спротиставиме против секоја штетна мерка и антидржавна политика спроведена од парламентарното мнозинство. Првиот чекор на пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе биде покренување на прашање за гласање недоверба на владата. Затоа што од она што досега видовме, се работи за влада со изгубен кредибилитет. Влада која не работи за граѓаните и ја турка државата во амбис. Пратениците на ВМРО ДПМН во детали ќе изложат аргументи зошто оваа антинародна и антидржавна влада треба што поскоро да замине. Колку побрзо, толку подобро за државата. Поразите станаа секојдневие, а голиот популизам нејзино обележи. Во реалноста народот живее многу полошо. Оваа криминална влада станува запаметена како најнеспособната досега од осамостојувањето на Република Македонија. Инаку во финална фаза се преговорите за реформските закони, при што е постигната согласност за поголемиот дел на закони, при што беа прифатени голем дел на наши забелешки и укажувања за подобрување на законите. По целосно финализирање, кое што се надевам дека ќе биде готово во следните денови, ќе инсистираме за нивната реализација да добиеме писмени гаранции. Тоа е легислативата, но имајќи предвид со кого си имаме работа и познавајќи ги нивните слаби капацитети, постои опасност овие закони да останат само на хартија и затоа ние со лупа преку собранието ќе ја следиме нивната имплементација. Во периодот додека ВМРО ДПМН не беше во собранието, тие донесоа дузина клучни закони без било каква консултација со опозицијата. Како што е примерот со законот за администрацијата, подотворајќи врата за партиски реваншизам и бркање од работа. Ке порачам, надвор од реформските закони, ВМРО ДПМН нема да дозволи ништо да помине кое ќе оцениме дека не е во корист на граѓаните. Едно е сигурно, почитувани граѓани, дека оваа влада нема кредибилитет. Криминалот и корупцијата стана заштитен знак за незиното работење. Затоа мора да си одат. Покажаа дека не умеат, покажаа и дека не знаат. На надворешен план, штетна политика без резултати, на внатрешен план, политика без концепт и сериозна идеја. На Македонија не и треба ниту заробена, ниту киднапирана држава. Македонија заслужува подобро. Ви благодарам. Што ве предомисли, вашите пратеници се сега во домашен притвор, дел од вашите луѓе се вратија и во затворот во Шутка. Што ве предомисли за ова? Како што реков во минатото, најголемиот дел од математичките услови се исполнети, политичките, како што слушнавте, нашите барања и нашите интервенции во насока на подобрување на реформските закони се исполнети. Во периодот кој што следува очекуваме писмени гаранции од страна на владата и мислиме дека внатре во собранието, извршниот комитет и Централниот комитет, дека пратениците најдобро и најцелисходно може да ја следат имплементацијата и спроведување на она што е до сега договорено. Единствена ли е пратеничката група за оваа одлука? Имаше ли различни мислења? Се разбира дека ВМРО ДПМН е политичка партија со голем демократски капацитет. Се до моментот додека не се донесе одлуката, ние дебатираме внатре во партијата, органите на партијата дебатираат, не само пратеничката група и извршниот и Централниот комитет на партијата, но во моментот кога ќе се донесе одлука, сме единствени. Дали ќе учествувате утре на лидерската средба? Не знам зашто ме прашувате и такво нешто. За утре најавена лидерска средба? Немам ја спокана на таква лидерска средба. Имате некаков став во врска со преговорите за името? Хипотетички. Беше разговарано тоа денеска на седницата на... Не разговаравме исклучиво само за ова. Немаше таква. Ви благодарам.